Почитувани, изминатата недела бевме сведоци на уште еден непазарен и неекономски потек на власт. Се дели нафта од државните резерви во вредност од повеќе милиони евра. Најпрво на општините им беа доделени 1500 тони нафта, а потоа владата му подари на јавното сообраќајно предпријатие Скопје уште 2000 тони. Државните резерви од нафта се наменети за итни и кризни ситуации и треба да служат во случај на елементарна непогода, војна или нафтена криза. Користејќи ги последните измени на Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, власта сега ги злоупотребува државните резерви и ги користи за покривање на недомакинското и неодговорно работење на незините министри, градоначалници и директори. Очигледно, поради неспособноста на централната власт и празниот буџет на државата, неспособноста на градоначалниците од ВМРО ДПМН и менаџерските тимови кои ги поставиле во јавните предпријатија на државно и локално ниво, власта решава дека сега е настаната кризната ситуација и дека сега е моментот кога итно е потребна интервенција од резервите. Загубите кои ги направиле менаџерите од власта со претерано и непланско трошење за непродуктивни цели сега се покриваат од државните резерви. Оваа игра на власта ја става во опасност државата. Светската економија и натаму на криза, а цените на енергенците се непредвидливи. Доколку во следните месеци се случи нов скок на цената на нафтата или нафтена криза, Македонија ќе остане без гориво, а во најдобар случај резервите ќе мора да се полнат со многу поскапи енергенци. Државата во тој случај ќе биде оштетена, а можно е да настанат и голем број проблеми поради недостатокот ток на нафта. Се ова се случува поради неспособноста на оваа власт да раководи со финансиите за основните потреби во школите, градинките или во јавните предпријатија. Наместо да ги исполни своите законски обврски кон општините, таа ги скратува блок дотациите, а незините градоначалници градат паркови и игралишта, наместо да мислат како ќе го платат грејењето во училиштата оваа зима. Наместо владата да праша и да повара одговорност од менеджментот на јавното сообраќајно предпријатие во Скопје, зошто ова предпријатие кое добива високи субвенции од градот Скопје остварува загуби, па мора власта да посегнува по државните резерви за да ги пополни дупките во неговиот буџет, објавува оглас за вработување на нови 75 вработени. Со ваквата неодговорна буџетска политика и непродуктивни расходи, владата остана без пари во државната каса. Тргна да се задолжува секаде каде што може. Таа ги истрпи сите можности за позајмување во странство, а продолжи со интензивно задолжување на домашниот пазар. Сега, дополнително со злоупотребата на државните резерви на нафта, власта практично влегува во ново задолжување, кое како и секогаш досега ќе го платат граѓаните. Сакаме да ја прашаме владата, колкав процент од државните резерви на нафта и нафтени деривати ќе се потрошат и дали со тоа не се доведува во опасност критичното ниво кое мора да постои во случај на вистина да дојде до некоја кризна ситуација која никој не ја посакува. Дали нафтата е дадена како позајмица или оние кои ја добили ќе ја вратат? Кога и како владата ќе ги надополни резервите на нафта и нафтени деривати и ќе ги доведе на едно нормално ниво согласно закон? Кога владата ќе им префали на општините доволно пари за тие да можат да го вратат долгот кон приватните превозници и кон фирмите на кои им должат за нафта за грејење, или повторно владата ќе се грижи само за своите јавни предпријатија, а приватните компании ќе чекаат некои идни подобри времења.